Која е првата асоциација при спомнување на зборот храна? Експлозија од мириси, бои, вкусови, чувство на задоволство и уживање. Но храната е и нужно зло. Храната обезбедува внесување на хранливи материи неопходни за градба на ткивата и енергија за метаболизмот на човекот. Токму затоа, правилната исхрана со квалитетна и безбедна храна е важен сегмент и во голема мерка влијае на здравјето на човекот. Насекаде во светот луѓето различно се хранат и ефектите по здравјето од таквите начини на исхрана се различни. Современата динамика на живот донесе промени во начинот на исхрана. Трендовите во исхраната се менуваат. Голем број луѓе се одлучуваат на одредени начини на хранење, некои типични за традицијата, други на работ на науката и разумот. Што значи тоа од аспект на здрава храна со нутритивни вредности? Западната кујна или брзата храна навлезена во сите земји во светот. Први што ја прифаќаат таа брза храна се луѓето кои што се во пубертет или адолесцентите. И тоа воопшто не е за чудење, бидејќи нивната физиологија и метаболизам бараат таква храна во тој период. Производителите на брза храна точно знаат кои состојки треба да бидат внатре за да адолесцентите ја бараат таа храна. За жал таа влезе и кај нас. Кај нас се вели дека тој што јаде брза храна, родителите велат не треба да се јаде, не е здраво и така натаму и така натаму. Од друга страна децата тоа го бараат и наедноставно, некој друг ви го приготвува. Правевме едно истражување на зошто во Македонија брзата храна е толку многу застапена, зошто Македонија, која што има најтенко население на Балканот, значи најслабо население на Балканот, заедно со Босна и Херцеговина, да, како возрастни луѓе, има втора дечја популација по дебелина. Значи, еден парадокс. Децата и адолесцентите влегуваат во здебелена категорија, постарите луѓе влегуваат во тенка категорија. Значи, проблемот е во тој дел, во детството, исхраната во детството и во периодот на адолесценција. Оно што е забележено е дека се промени начинот на живот. Значи, факт е дека денес се работи од 9 до 5, можеби нема време кога да се приготвува дома храна, но јас велам дека секој пат родителите, ако сакаат, може да приготвуваат домашна храна и да им ја даваат на децата. Има начини. Втората работа што е страшна е тоа што во градинките секој пат добиваат производителите некои носат најздрава храна, туку оние што произведуваат најефтина храна, што е трагично. На децата мора да им се дава квалитетна храна, не најефтина храна. Втора работа, што е важна, ги нема оброците или кантините во средните училишта. Порано имаше кантини. Сега нема. Сега до секое средно училиште ќе најдете по 2, 3, 4 сендвичари, во која што децата ќе земат разни производи. И намерно сендвичарите се лоцираат на такви места, бидејќи имате голема популација која ги јаде тие производи, лесно се достапни. Токму затоа мора да се внимава на оваа работа, мора да се менуваат навиките и државата мора да превземе чекори ова да се спречи. Секој човек има своји потреби и прехранбени навики и не постои универзално правило што е добра, а што лоша храна. Заедничко за сите е фактот дека несоодветната исхрана и слабата физичка активност се причини за епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот, како и за појавата на болестите на новото време, хипертензии, кардиоваскуларни заболувања, диабетес и што се не. Новото време ја донесе и дигитализацијата, која што во многу нешта го леснува животот, но и опасноста од ширење дезинформации и невистини. Социјалните мрежи се преполни со совети, поуки за здрав живот и решенија на проблемите. Кои се предностите и опасностите во поглед на здравјето на луѓето и здравата исхрана? Социјалните медиуми представуваат
демократски форум, барем во теоретска смисла, но за жал во праксата тоа не е така. На социјалните мрежи можете, кога зборуваме за исхраната, начинот на исхрана, диетите и така натаму, може да најдете милион информации кои што може било кој да ги стави. Најчесто тоа се сведува на промоција на определени производи или рекламирање на определени производи, рекламирање на така наречени нутриционисти или диететичари, акцентот го ставам на така наречени, и на луѓе кои што сака да помогнат на било кој начин, но се губат во таа галама или море од информации. Она што е страшно е што се препорачуваат работи што го нарушуваат здравјето, не помагаат, обратно. Тоа не е само случај во Македонија, тоа е случај секаде. За жал, луѓето или немаат време, јас го ставам тоа во наводници, или им е наједноставно да се закачат на било кој социјален медиум, најчесто кога се работи за храната се користи Facebook, да се прочита некоја информација дека некој производ некому помогнал за нешто. И таа информација се шири. Значи, истовремено, сите ние дома сме и лекари, и нутриционисти, и диететичари, и се живо и диво правиме. Ќе го кажем примерот со суплементите. Значи, луѓето рекламира дека треба да се користат вакви суплементи, такви суплементи, додатоци во исхраната од милион различни причини затоа што ви прави подобро. Организмот на секој човек е идеална машина. Организмот на секој човек е оптимално избалансиран организам. Вие не можете да му додавате работи затоа што смета дека така ќе ве подобри. Пример. Боровницата е вистина дека содржи многу антиоксиданси. Но кога е боровница, кога е како растение, кога е надвор, хемиски ќе го измерите, вистина е. Но кога ќе изедете боровницата или ќе направите смути од боровница, затоа што некој напишал дека смути од боровница ќе ви го зголеми нивото на антиоксиданси, ќе ви го прочисти организмот и така натаму, е чиста лага, бидејќи смутито ќе влезе во вашиот желудник, каде што има киселина, која што ќе го уништи она што го содржи самата боровница, па дури и да помине нешто повеќе од тоа што е нормално, организмот сам ќе го исфрли, бидејќи организмот секој пат се труди да биде во баланс. Луѓето пијат разни витамини. Никој не чул за хипервитаминоза, која е исто така лоша состојба, предизвикува болест, разболување, лоша состојба на организмот. Не може да пијам јас витамин Б во неограничени количества. Не можем да пијам било кој друг витамин во неограничени количества. Ќе се разболам. Значи, истиот ефект ќе го имам како да го немам во организмот. Она што е најдобро и најважно и секој добар нутрициониста што ќе ви го каже е дека не е проблемот во тоа што го јадете, проблемот е во количеството на тоа што го јадете. Сите нутриционисти ќе ви кажат јадете шарена храна, под шарена храна подразбирам храна во бела, зелена, црвена, жолта, кафеава боја. Сите различни бои треба да се јадат, но умерено. Кога се зборува за митови, морам да кажем дека за тоа најмногу се виновни социјалните мрежи, но често пати се виновни и самите здравствени институции, кои што ги примаат информациите без да проверат или се повикуваат на тие митови и легенди. Така, например, секој пат се дава совет дека не треба да се јаде многу сол. Генерално тој совет може да важи за било што, дека не треба многу да се јаде, бидејќи најдобрата работа, ако јадете многу, не е добра. Солта од друга страна пак е корисна, затоа што без натриум хлорид нема да постои натриум калиумовата клеточна пумпа, значи нема метаболизмот да не работи како што треба. Солта сите забораваат дека е регулатор на крвниот притисок. И солта често пати содржи во себе јод. Без јодирана сол, светот ќе биде преплавен со гушавост. Најголемиот мит или најголемата заблуда во светот на науката е шекерот. Сите зборуваат дека за шекерната болест е виновен шекерот, што е тотално погрешно. За да дојде до диабетес, треба луѓето да јадат многу месни производи или преработено месо и масни производи. Тоа предизвикува диабетес, не шекерот.
накратко да го објаснам механизмот. Масните клетки се лепат на местата на клетките каде што треба да влезе шекерот. И бидејќи шекерот не може да влезе во клетките, тие места се зачепени, тој останува во крвниот систем. И затоа луѓето добиваат шекерна болест, не од шекерот. Значи, тоа е најголемата заблуда во здравствениот свет. Во Америка се правени студии да се провери научноста на оваа работа на половина милион луѓе. Клиничката студија траела 20 години. Утврдено е обратно пропорционалност. Колку повеќе шекер јадат, имаат помалку дијабетес. Колку повеќе јадат месни и масни производи, има повеќе дијабетес. Значи, тоа е една од најголемите заблуди во светот. Третата позната заблуда е дека спанаќот содржи најмногу железо, што е тотално погрешно. Во 1870 година еден германски научник мерил содржина на железо во разни зеленчуци и овошје и утврдил дека во спанаќот има најмногу железо. Каде е проблемот? Проблемот е што кога пресметувал направил грешка во една децимала. Тоа значи вистинската количество на железо било зголемено за 10 пати. Значи, количеството на железо, реалното во спанаќот е 10 пати помало тоа што го утврдил тој. Тоа е откриено дури во 1930 година. Но тој мит толку веќе фатил корења да луѓето тоа го примаат веќе како здраво за готово. Дури и неверојатно е колку долго трајно овој мит трае. Има една друга работа што луѓето треба да ја знаат. Кога се јаде спанаќ, не се абсорбира целото железо од спанаќот, само 2% се абсорбира. А и тоа зависи од начинот на подготовка. Во спанаќот железото е нехемско железо, значи не е железо што лесно се абсорбира. Во спанаќот се содржат и оксалати, кои го врзуваат железото и не му дава да се абсорбира во човековиот организам. Токму затоа треба, ако веќе се јаде спанаќот да се вари. Ако се пари, во тој случај многу помалку железо се внесува. Од друга страна, нема само спанаќот железо. Многу легуминози имаат во себе железо во исти или поголеми количества. Така да не е неопходно да се јаде спанаќ за да се внесе железо. Еден од митовите кои што во последните 15 на години се разбива е околу лактоза нетолерантните луѓе. Иначе околу пиењето млеко и количеството на калциум. Сите знаеме дека се препорачува пиење на млеко што повеќе за да коските наталожат калциум. Никој не кажува дека калциумот во коските се таложи до 25-та година од животот. Не и понатаму. Така да луѓето што има 26 години џабе пијат многу млеко, кога тој калциум не може да се сталожи во коските. Втора работа. Млекото кај човекот со милиони години се пие само од периодот од раѓање до одбивање. Млекото не е предвидено да се пие понатаму во животот, во младоста, адолесценција, во постарите години. Значи, така природата не создала. Природата не создала ние да пиеме млеко од крави или од кози и така натаму. Млекото треба да се пие само тој период и само тогаш е физиолошки оправдано, здравствено е оправдано. Ако сакаме ние да имаме калциум во коските до 25-та година, не мора да пиеме млеко. Може да јадеме разни други производи, брокула, келј и така натаму. Значи, тие исто така содржат во себе калциум. Доказ за неприродноста на пиењето млеко во подоцнежниот период од животот е тоа што црната раса, жолтата раса и латиноамериканците се генетски лактоза нетолерантни од 56 до 95%. Тоа значи дека нивниот организам не може да приема млеко, не е создаден да приема млеко. Истото скоро е и кај белата раса. И ние тоа треба да го сватиме и тоа треба сите нутриционисти и лекари да го препорачуваат. Трендот на витко тело неретко ги принудува луѓето да се изложат на екстремни диететски режими, што најчесто не ги даваат посакуваните резултати. Да се намалат килограмите за краток временски период не е лесен предизвик. Популарните диети најчесто се базирани на брзо намалување на калориите и краткорочно губење на телесната тежина. Колку ваквиот начин на исхрана го нарушува балансот во организмот и каков ефект има врз здравјето на човекот,
Дали и кога треба да се одлучиме за диететски начин на исхрана? Проблемот кај диетите е што ги има премногу и луѓето што ги препорачуваат не се секој пат лекарски професионалци, значи не се лекари. Претежно луѓето што ги препорачуваат се луѓе кои што сакаат да продаат производ или сакаат да се продадат како нутриционисти. За жал, луѓето ги прифаќаат од социјалните мрежи здраво за готово. Она што излегува секој пат надвор и што доаѓа кај нас и што се гледа на социјалните мрежи се прифаќа прво. Ќе ви кажем зошто се прави диета. Диета може да се прави од две различни причини. Едната е поврзана со болест. Значи, што треба да јадете пред лекарски третман и што треба да јадете по лекарски третман. Тоа е еден тип на диета за кој треба да се знае. И вториот тип на диета е ако имате прекомерна тежина, како да ја симнете прекомерната тежина. Значи, тоа е физиолошки оправдана диета. Сето друго е мода. Многу од тие диети имат негативни ефекти врз здравјето, не позитивни. Едни од најпознатите диети во претходниот период беше палеодиетата. Палеодиета е во суштина диета, да кажеме, на луѓето што живееле пред стотици илјади години. Значи се сведува на семиња, на зрна, на зеленчук, на овошје и евентуално на риба. Вака погледнато звучи интересно и звучи дека е здраво. Но она што клиничките испитувања покажале е дека луѓето што биле упорни со таа диета страдале од недостаток на калциум, на витамин Д и биле склони кон срцеви заболувања. Значи, таа диета е повеќе штетна отколку што е корисна. Вториот тип на диета кој што исто така беше популарен и во Македонија е кето диетата. Тоа е диета со што помалку јаглехидрати внатре. Првично исто така да, изгледа интересно, но споредните ефекти на оваа диета се појава на камчиња во бубрек, воспаление на панкреас, воспаление на бубрез и на жолчка. Значи, повеќе штета отколку корист. Ако зборуваме за тоа кој ги применува овие диети, тоа се обично или младата популација, или се мајките на децата кои што сакаат преку диета да ги оздрават или да подобрат здравјето, или луѓе кои што се со прекомерна тежина, па се обидуваат да пробаат. Оно што не го знаат се последните научни истражувања кои што треба да ги следат ако веќе се прифаќаат за некаква диета, треба повеќе извори да поминат, за да знаат зошто, например, луѓето што имале прекомерна тежина и со определена диета симнале 10, 20, 30, 50 килограми, за кусо време ја враќаат тежината. Сите сметаат дека тоа е поради начинот на живот, начинот на исхрана, навиките на луѓето и така натака, но никој не ги испитувал физиолошките проблеми кои настануваат при диета. Значи, никој не се здебелува преку ноќ. За тоа треба определен период да помине на интензивно јадење за да човек се поправи. Исто така треба да помине толкав период најмалку за да таа тежина се врати, а не на кус и на краток период, бидејќи правите проблеми во целиот организам. Човечкиот организам е многу избалансиран. Доказ за тоа се последните испитувања во Австралија, каде што испитувале исто така клинички луѓе кои што прекомерната тежина, 95% од луѓето што ги испитувале, прекомерната тежина ја вратиле веднаш назад. Само 5% успеале да обстанат на таа тежина. Тие го испитувале хормоналниот статус на луѓето. Каков? Утврдено е дека хормоните на глад, меѓу кои најпознат е грелинот, кој што се лачи од стомакот спрема хипоталамусот, цело време лачи и ја бара тежината која била на почетокот на диетата. Пример, ако човек имал 100 килограми и ослабнал на 50 килограми, грелинот се лачи во количество и му вели на организма дека мора да биде 100 килограми. И затоа луѓето што ослабуваат имаат секојдневна огромна желба за храна. Тие луѓе треба да имат челична волја и да вежбат дупло повеќе од останатите луѓе за да ја задржат таа килажа. Колку време тоа трае? Сите мислеа дека тоа трае неколку месеци па ќе се смири. Значи, количеството на грелин за да дојде до тежината која веќе сте ја постигнале, во тоа количество да се лачи, треба да поминат 6 години. Значи, тие луѓе се 6 години изложени на влијание на хормон кој им вели постојано дека треба да јадат.
И затоа луѓето без оглед која диета имале, се враќаат на таа тежина. Треба да имаат челична волја. Втората работа околу диетите, која што во последните 10 години зема зама во светот, е испитувањето на микробиомот. Микробиом е во суштина микробна флора која што живее во човечките црева, природно живее. Ние кога сме бебиња се раѓаме како стерилни. Но со првото земење на воздух, со изложување на надворешна средина, со обнесување на првото млеко, веќе почнуваат микроорганизмите да се населуваат кај нас. Добрите микроорганизми. Тоа е микробиомот. Цревната микрофлора брои 40 милиарди микроорганизми, вируси, бактерии, габички и така натаму. 1000 различни видови ги има. Што прави микробиомот? Микробиомот го одржува балансот во организмот. Ако ние јадеме храна која е од тоа поднебје, значи во Македонија да се јаде храна која расте во Македонија, во тој случај нашиот микробиом ќе биде добар. Ако почнеме да јадеме храна која не е карактеристична за тука, например се препорачуваат морски плодови, риби и така натаму, во тој случај веќе почнувате да го менувате микробиомот со храна која што не била овде со стотици илјадници години. Тој почнува да се менува. Кај постарите луѓе, кои што јадат некоја нова исхрана и се изложени на антибиотици поради различни болести, им се менува микробиомот. До тој степен што почнува во микробиомот да превладува една бактерија или бацил, Clostridium difficile се вика. Тој предизвикува воспаление на цревата, колитиси и така натаму, и експлозивни диареи. Кога кажувам експлозивни диареи, тоа се 15 до 20 пати неконтролирано луѓето на ден имаат диареја. Значи, постои реална опасност, покрај тоа што е непријатна болест, и од дехидрација и смрт. И најчесто тие болести завршуваат со илеоктомија, значи со сечење на делови од цревата. За да се врати сето тоа, се прима микробиом од друг или здрав организам. Секој пат се препорачува да се јаде храната од поднебјето од каде што сте, каде што со вашите генерации на луѓе ја јаделе од таа храна. Инаку ќе го нарушите микробиомот. Нарушен микробиом покрај ваков тип на заболувања е утврдено дека предизвикува и ментални или психолошки нарушувања. Луѓето со нарушен микробиом се раздразливи или се клинички депресивни. И токму затоа се покажува дека многу млади, што било чудно порано, дека младите луѓе се изложени на клиничка депресија. Клиничката депресија е директен резултат на промена на микробиомот. Каде е проблемот? Микробиомот, ако во текот на 4 генерации е нарушен, веќе комплетно се менува. Значи не е веќе оној што бил со стотици илјадници години. Но затоа пак во текот на тие 4 генерации, една од генерациите да се врати на храната која била од тоа поднебје, микробиомот се враќа во природна состојба и затоа е добро. Промените во начинот на живот наметнаа нови прехранбени навики и очекувања од страна на потрошувачите. Конзументите на прехранбени производи ширум светот не бараат само подобар квалитет по пониски цени, туку очекуваат понудените производи да бидат здрави и безбедни. Стандардите станаа неопходни поради растечкиот пораст на болести пренесени од храна и во развиените и во неразвиените земји. Па така од секој прехранбен продукт се бара да ги задоволува потребите на здрава и безбедна храна. Но дали секогаш квалитетната храна е безбедна, а безбедната е здрава храна? Најголем проблем кај квалитетот и безбедноста на храната е што луѓето не прават разлика што е квалитетна храна и што е безбедна храна. И дека квалитетната храна не мора да биде безбедна, а безбедната храна не мора да биде квалитетна. Значи, тоа се тотално два различни поими. Квалитетна храна се смета дека се морските плодови. Витамини, минерали, се живиди внатре што содржи. Во исто време тој најнебезбедната храна. Зошто? Затоа што морските плодови се извлекуваат од морето, а во морето се влеваат разни отрови, пестициди и така натаму, кои што со морските струи шетаат низ морињата
шетаат низ организмите на морските плодови, кои што се филтри во суштина, кои што ги задржуваат тие материи во себе и кога ние ги јадеме ги внесуваме во себе. Од друга страна ќе го земеме ајварот. Ајварот е најбезбедна храна. Се пржи, се пече, па се пржи, па се става во врели тегли, па се затвара вакуумски и така натаму. Но не е квалитетна храна, затоа што се што е внатре од аспект на витамини, уништено. Оно што е квалитетно во ајварот е што има сурово влакно, па е добро за самиот организам и најадува поради присуството на маст. Но ако ја ставите премногу, и тоа не е добро. Значи, луѓето треба да знаат дека квалитет не значи безбедност, а безбедност не значи квалитет. Години наназад во Македонија се одржува Нутрикон, конгрес за квалитет и безбедност на храна, здравје и нутриционизам. Ретка можност на едно место да се разменат научни сознанија, искуства и мислења од областа на производството и преработка на храна, квалитет и безбедност на храна, здравје, исхрана, хигиенско инженерство и дизајн, иновативни технологии како и нови светски трендови од аспект на безбедност на храна. Идеен основач и иницијатор на овој, сега веќе традиционален конгрес, е токму професор доктор Владимир Какуринов. Јас сум македонски амбасадор во Европската федерација за храна, наука и технологија. Тоа е волонтерска функција, ве бираат после повеќе месечно чешлање и така натаму. И секој пат имаме состаноци, секоја година, за проблемите кои што се однесуваат на храната. На еден од тие состаноци токму се зборуваше за социјалните медиуми и за морето од информации кои што се однесуваат на ваква, таква храна, здрава, која што лечи. Врвот на лудоста е што во медиумите, јас лично прочитав, лененово масло лечи се освен смрт. Мојот предлог беше дека треба да се направи еден научен конгрес, значи на наука базиран конгрес, каде што ќе се среќаваат медицинарите или лекарите, ќе се среќаваат технолозите, инженерите, нутриционистите на исто место и ќе зборуваат за храна секој од свој аспект. Во 2014 година наистина беше тешко, но успеавме да направиме конгрес на кој имавме околу 100 до 105 луѓе од целиот свет. Дојде и претседателот на Светската организација за исхрана и нутриционизам и беше успешно. Ќе ви дадам неколку примери како се одвива тоа. Например, стоматолог, еден од стоматолозите зборуваше за штетноста на пиење на газирани производи со витамински додатоци во згалите на зъбите. Во исто време, прашања имаше од публика, од технолози, како тоа не го знаеле до сега, бидејќи тие се ангажирани да произведуваат, значи да направат технологија за производство токму на такви сокови и дали може да сработуваат. Значи, тоа е целта на Нутрикон. Секој да чуе информација што не можел во својата струка да ја чуе, за да луѓето почнат да соработуваат, за да навистина почнат да се прават добри работи. Да се шири знаењето околу храната. Ние се обидуваме сите овие научни трудови, кои што се објавуваат, да ги ставаме и на веб страни. Ако веќе луѓето одат на социјални медиуми, барем да прочитаат нешто што е научно истражено и што е вистина, што е утврден факт. Не да пливаат во морето на реклами и дезинформација. Следната работа што е битна за Нутрикон е дека ние се трудиме да ги промовираме македонските научници. Исто така. Особено младите научници, кои што немаат шанса или имат многу мали шанси да излезат на конгрес. Значи се обидуваме да шириме и македонската наука. Еден од основните столбови на здравиот живот е здравата исхрана. Од исхраната директно зависи квалитетот на живот, па така, секоја индивидуа со добар нутритивен статус има подобро здравје, поголема концентрација и секако добар физички изглед што несомнено придонесува за поголема самодоверба. Концептот за здрав живот може да се свати како среќен живот, што подразбира физичка и ментална благосостојба, особено ако се знае дека здравието однадвор започнува одвнатре. Затоа грижете се за вашето тело и не заборавајте на зборовите на Хипократ.
Храната нека биде лек, а лекот нека биде храна.